Вести на Слободна ТВ. Председателот Стево Пендаровски денеска ќе присуствува на државниот погреб на британската кралица Елизабета II во Вестминистерската палата во Лондон. Пендаровски вчера и одаде последна почит на британската кралица. Кралицата Елизабета II почина на 96 годишна возраст на 8 септември. Таа беше монарх со најдолго владење во британската историја и најстар шеф на државата во светот. Утринава започна погребната церемонија за кралицата Елизабета II, која ќе заврши вечер кога британската кралица ќе биде погребана во замокот Виндзор во кругот на најтесното семејство. Ковчегот на кралицата, кој во моментот е изложен во лондонската палата Вестминистер, утрово ќе биде пренесен во Вестминистерската опатија, каде ќе се одржи државен погреб. Поборката започнува во 11 часот и 35 минути по средноевропско време. Ковчегот ќе биде поставен на лафет кој ќе го влечат офицери на морнарицата, што е традиција од погребот на кралицата Викторија во 1901 година. Поворката зад ковчегот ќе ја предводи кралот Чарлс III и членовите на британското кралско семејство и ќе стигне до портите на Вестминистерската опатија за 17 минути. Пред лафетот ќе одат 200 гајдаџи и тапанари на кралското воено воздухопловство. Покрај државници, политичари и монарси, на погребот ќе присуствуваат и 200 луѓе на кои кралицата им одаде почест во јуни годинава, пред се здравствени работници ангажирани во пандемијата на COVID-19. Проповедта ќе ја одржи надбискупот од Кентербери Џастин Велби, пошто во црквата и целото Обединетото кралство ќе има двоминутно молчење. Државниот погреб ќе заврши околу 13 часот со интонирање на националната химна, последен поздрав со труба и проштална песна од кралскиот гајдаџија. Владина делегација предводена од премиерот Димитар Ковачевски ќе учествува на 77-то Генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк. Ковачевски ќе учествува и ќе се обрати на самитот за трансформација на образованието под покровителство на Генералниот секретар на Обединетите нации Гутереш и ЮНЕСКО. Дебатата ќе биде во насока на унапредување образовни системи во земјите преку реформски процеси кои ќе обезбедат квалитетно и достапно образование за секое дете. Како што соопшти владината прес-служба, премиерот ќе учествува и ќе говори на состанок на високо ниво по повод одбележувањето на 30 годишницата од усвојувањето на декларацијата за правата на лицата кои припаѓаат на национални или етнички, верски и јазични малцинства. Во рамките на Генералното собрание на Обединетите нации, премиерот Ковачевски е поканет и ќе присуствува на приеме кај председателот на САД Џо Бајден и кај градоначалникот на Њујорк Ерик Адам. Членовите на Собраниската комисија за прашање на избори и именувања денеска треба да ја продолжат расправата за избор на јавниот обвинител Љубомир Јовевски за уставен судија. На седницата што се одржа во петокот, заменик координаторката на пратеничката група на ВМРО ДПМН најави дека опозицијските пратеници ќе имаат долги говори и го повтори ставот на партијата зошто не го поддржуваат Јовевски да стане уставен судија. Таа потенцира дека тие колку што можат подолго демократски ќе го долговлекуваат гласањето за него, сакајќи да спречат Јовевски да стане уставен судија. Ова беа најновите вести на Слободна ТВ.